Продолжува модернизација и урбанизација на градот Подисарот. После направените голем број проекти од страна на Социјалдемократскиот сојуз, работата не престанува овде. Се изработија и реализираа 12 километри водоводна и канализациона мрежа, се асфалтира и реализираа над 50 улици во Штип, но се изгради и детска градинка после неколку децении. Бевме сведоци на отварањето на големиот мост во Штип пред неколку месеци. Во постапка се неколку крупни проекти кои што се значени за општина Штип со поддршка на централната власт. Меѓу нив еден од најзначајните проекти за кои што штипјани се сведоци дека се зборува со децении. Но денес, на овој ден, сме сведоци на финализирање на постапката и на тендерската постапка за инвестицијата која што е најзначена во овие неколку децении во Штип. Тоа е браната на река Отиња, која што ќе биде финансирана токму од владата и токму од министерството кое што го предводи досегашниот градоначалник, а сега министер за транспорт. Своја обраќање денеска имаше кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз, доктор Сашко Николов, кој ветува шанса Штип да се придвижи кон напредокот и развојот онака како што заслужува. Веднаш по моето стапување на функција како градоначалник на општина Штип, ќе иницирам добротворен фонд преку кој што ќе обезбедиме бесплатни заштитни маски за сите штипјани. Почитувањето на мерките е исклучително важно за да се добие оваа битка против COVID-19. Ќе продолжиме успешната соработка со Црвениот крст за достава на намирници и лекови до домовите на повозрасните и изнемоштени лица. Дел од нашата програма е реализација на 100 типски куќи во населбата Света Недела за социјално загрозените семејства. Ова значи нов топол дом за нашите граѓани на кој им се решува животното прашање, а тоа е стекнување на свој дом. Како градоначалник се посветам целосно на заштита на јавното здравје, поддршка и помош на сите граѓани кои имаат потреба, истакна доктор Николов.